Добро дојде во студио за Иван Величковски, лидер на Либералната партија, и Александар Пандов, член на ГДОМ. Нема таму председатели. Не. Да. Раководството, сите сте еднакви. Така е. Да. Добро, синоќа собиравте подписи Во Велес. во Велес за, како велите вие, велепредавство на Заев, само за тоа, ништо Така е. повеќе, да биде покрената некаква истрага Така е. за пуч. Не верувате во судските институции, во судството? Не, апсолутно верувам. Да, зошто тогаш тие подписи? Па затоа што сакаме да го охрабриме обвинителството да покрине постапка и за велепредавство. Се сомневате дека би покренала, ги гледате лентите, дека не покренува Еве Зврлевски, например, или други обвинители, се водите според искуството, дека не покренуваат постапки за... Не само го охрабруваме. За Груевски, па аналогно и за Заев не би покренало? Не. Добра? Ние апсолутно веруваме во обвинителството, со оваа акција само го охрабруваме да потекне и таква иницијатива околу да поднесе кривична пријава за велепредавство. Да. До сега колку подписи имате собрано? Не ми се јавија од синоќа конечно каква беше бројката, до синоќа имавме 9.500, така да мислам дека над 10-11.000 секако е веќе. Тоа е успех за вас. Па апсолутно 4-5 општини. Не ги фалсификувате подписите. Според она што го гледаме за кого би имале потреба на да ги- бомбите на Заев има доста примери. А за кого би имале Еклатантни потреба? примери на фалсификување на Не знам. избори, на подписи. Мртви души нема. Па може би има. Добро. Може би има. Господин Величковски, кој е вашиот став за оваа акција на ГДОМ под собирање подписи за велепредавство на Заев? Прво и основно и тие самите знаат веројатно дека немаат некоја посебна законска основа вака за спроведување на таква акција. И обидот за поттикнување, како што се вели, охрабрување, како што вели господинот Пандов, мислам дека е еден од оние обиди на власта за алиментирање на политичкиот процес и обид за дефокусирање на вниманието. Впрочем, и во сама оваа расправа ние имаме еден проблем што во дадената ситуација ние ќе зборуваме едниот како веројатно како експерт, господинот Пандов и слично, јас сепак ќе застапувам официјални политички ставови и опции. Така. Од што ве праша Пандов? Од што? Од што? Дефокусираме па го употреби зборот. Па она што е дека многу сме битно. дефокусирале, од што мислите дека дефокусираме? Благодарам, добра концентрација. Дефокусирање од содржината на бомбите, нешто што власта сака упорно и ВМРО ДПМН сака да го избегне. Да земеме вака. Имате процес во кој што се објавува нешто што не му се допаѓа на премиерот, ВМРО ДПМН и така натаму. Но не му се допаѓа тоа што се објавува. И сега еве да поставиме прашањето. Вие собирате подписи за велепредавство да се прогласи на Заев. Во кој дел? Во оние што се вистините според Груевски снимки, полувистините или невистините? Одговорете ми на тоа. Еве сега имам ги тие. Како прво да се разбереме, значи 2,5 месеци македонската јавност е силувана од господинот Зоран Заев и мислам дека 24-5 колку бомби имаше до сега, така што и нити видов некој дека го стопира да ги објавуваат. 2,5 месеци господинот Зоран Заев ги објавува тие бомби, има до сега 24-5 бомби објавено. Во една од тие бомби, меѓу другите, објави државна тајна, загрози безбедносна структура која што се бори против тероризам, значи најчувствителниот дел во МВР, загрози идентитет и компрометира пријатели луѓе на Република Македонија, при тоа компрометира и држави пријатели на Република Македонија. Од сето тоа, ние сме донеле како, значи не само ние, но оние трибини кои што сме оделе, луѓето побарале од нас да се покрене таква иницијатива. Таа ја правиме иницијатива и како што гледаш, доста успешно тоа ни оди. Сегде кога што ќе појдеме, се редат луѓе, застануваат да дадат подршка и подпис граѓани за да се покрене и таква кривична пријава. Така што не гледам во што и јас она што го говорам, кај мене е подкрепено моето говорење со подписи од граѓани. Иван, значи јас не зборувам сега во мое сопствено име. Јас кога говорам, јас можеш да приметиш на снимки каде да отидам, полни сали постојат, луѓето аплодираат на она што го говориме и при тоа сега на оваа иницијатива ти велам за во неколку општини
При тоа да напоменам дека и Великден беше во цела оваа од кога ја почнавме иницијативата, се собрани на 10.000 потписи. Бидејќи ги споменавте фактите, Вклучувајќи ги и мртвите души, како што реков. Господине Пандов, сакам Ако да ве мислите вратам на дека постоеле прашањето кое мртви што... души, Рековте, може би. Сакам да ве вратам на прашањето за кое што ви го поставив. Што вие практично сметате дека е велепредавство? Вистинитите објави, полувистинитите или невистинитите? Не, јас се ви говорив најконкретно за во кој дел. А за сето останато си има веќе споменавте дека има државна тајна, објавена некоја државна тајна. Кажете ми која е таа државна тајна која вие без пристап до класифицирани информации ја знаете? Тоа она што го објави господинот Заев, што го видовме. Кој го вели тоа? Она што го видовме. Тоа вие го велите. Јас го велам и граѓаните на Република Македонија. Ти го говориш. Во чиво име? Во чиво име ти го говориш? Добре, ајде околу држава. Јас го Кој лично име? Не каже дека политички ставови застапува. Лидер на партија која што 25 години на назад била парламентарна, од кога си председател е вон парламентарна партија. Она што Ајде да се фокусираме. Господин Пандов, ние дали зборуваме сега, јас она што го говорам, имам поддршка од граѓаните. Не. Ти тоа што го говориш, од кого имаш поддршка, кого го заставуваш? Обидите за дискредитација, господине Пандов, може да ви поминат кај некој понервозен. Не, апсолутно немам јас потреба за дискредитација. Јас само велам она што го правам јас. Моето е подкрепено со народ, со граѓани. Но сега говориме, господин Пандов, за вашите ставови. Ве прашува Иван Величков. Јас ви за која државна тајна за она кое што за набавките предпоставувам за панцир или за што биле за специјална единица од Израел. А вие предпоставувате за панцири. Вака сега. Вие зашто предпоставувате дека? Видете сега има една разлика меѓу мене и тоа што предпоставуваме ние, тоа има државно обвинителство, ќе го истражи и ќе се дознае. Так. Господин Пандов, нека ви одговори зашто предпоставува тој, но тој вели дека... Јас не предпоставувам. Добро. Работите за кои што вие сакате да се осврнете се третирани меѓу другото во извештаите на службите кои што биле дел од парламентарен надзор во комисија која што јас сум бил заменик председател. Што да е? Така што обидот да представите дека постои некоја извадена државна тајна, вие практично обид за манипулација на тие 10.000 граѓани за кои тврдите дека ви се подпишале. Втора работа. Кога зборуваме за тоа дали има јас се надам дека ова е дебата. Кога зборуваме за тоа кој е застапен во парламент или не, во кој парламент или во кои избори, избори во кои што луѓе се влечени за уши, за врат и така натаму, избори со мртви души, како што ги споменавме на почетокот. Со кој избирачки список? Значи, затоа, кога зборуваме за факти, да тргнеме од фактите и сега ве молам за конкретен одговор. За вистинитите, полувистинитите или невистинитите објави. Што ви кажал Груевски? Што е вистинита, полувистините или невистините објава? Бидејќи тврдите дека знаете. Иван, значи, додека ти тврдиш дека тек туку така е лесно 10.000 луѓе да ги изманипулираш, после работа да дојдат, да го дадат својот подпис, значи само од неколку општини, сега за сега. Таа бројка јас верувам дека многу поголема ќе биде. Дали, исто втора работа, да минимизираш колку имаше излезено луѓе на минатите 2014 година гласачи, да велиш дека тие појма немале што правеле, дека тие сите биле влечени, дека тие биле манипулирани, дека тие биле под присила излезење на гласови, вие додека така мислите, ти и твојата партија ќе си бидете парламентарни. А дали се вистинити, полувистинити или невистинити, дали биле сечени, монтирани и креирани, постои официјално обвинителство, судство, во кое што јас длабоко верувам, и ќе истражи и ќе дознаеме ние сите што биле тие материјали. За да дојдеме до тоа, Иван, за да дојдеме ние до тоа, број 1, фактот што вие верувате во тоа судство. Јас не те прекинувам. Значи, само да имате доста екстензивна мисла. Не, дозволи ми само уште. Значи, за да дојдеме ние до тоа, какви биле тие разговори, ние треба да прва на работа што треба да се расчисти. Кој ги правил тие разговори? Од каде потекнуваат тие разговори? Во чив интерес биле тие разговори? Дали тоа беше она кој што го тврдеше 26.000 граѓани дека биле прислушнувани од страна на Груевски и на Мијалков, или тоа било во организација на, како што ги нарече Љупчо Георгиевски, опозиционен исто човек, од УДБА и СДСМ.
Што јас тврдам, Господине тоа Пандов, исто дека се тие тројца бидејќи вртите во круг. А само немојте еден врз друг. Една дефиниција може. Едно по едно, господин Пандов и господине Величковски. Да. Одиме од една на друга тема. Ако Истата е темата. Бидете екстензивни, Истата е нема темата. воопшто да Јас само велам, слушнете. Ива, јас само велам. Одиме прво со државната тајна, ве молам. Таа е- Државната тајна. Величковски рече дека во негово време, кога се е набавувана оваа опрема, тој бил заменик председател на комисијата, која врши надзор на УБК. УБК, Агенција за Таква информација немало во тој момент. Зошто немало, господине Величковски? Прво, господине Пандов, вие се обидовте да ја повлечете оваа иницијатива во моментот кога се објави опремата за прислушување. Значи, не ги врзувајте панцирите докато одете на тоа што длабоко ја заболе оваа влада. И јас сега затоа го зборувам ова. Јас со врската да ја чувам државната тајна, бидејќи ги почитувам уставот и институциите. Јас не зборувам за тоа што го имало внатре во извештаите, туку за тоа што го немало. Еде за оние донациите што завршиле на приватни сметки во Будимпешта да зборувам. Тоа е прва работа. Кои донации? Не сте информиран. Добро. Вториот дел. Чиви ваши? Чиви донаци мој на Не, Ива, чиви. она што На го господина слушнавме, Музика камерите, она што чива. го слушнавме, Ама што како вие не сте сакате да слушнале го тоа? чуете. Ама види вака, Ивон, Е проблем ти за зборуваш кој во што- нешто кое што во нигдека во светот не се вреднува како материјал. Е, добро, Значи, кажете ми, никаде во бидејќи е светот. тоа така, зошто Тоа, Груевски вие не што- го демантираш? Вие тоа што го зборувате сега, значи онака, а од Будимпешта, Белизе, Господин Пандов, Канарски острови, А бомбата која се однесува на Израел. Слушам, не можеш да ми викаш. Да. Таков ми е гласот. Добро, Бомбата која слушнавме, која се однесува на Израел. добро. Да, и на таа мислите вие, господине Величковски. Бидејќи Добро. господинот Пандов, само да појаснам, рече дека сме се карале со држави, со пријатели и така Да, Апсолутно, не беше демантирана. Апсолутно Не мислам беше тврдам, не да. беше демантирана. Уште еднаш ќе повторам од страна на владеачката партија, односно од ВМРО-ДПМН, ниту од Сашо Мјалков. Напротив, тој не рече дека се лепени, монтирани, сечени и прелепувани и така натаму овие ленти, односно оваа лента. Неколку станува збор. Туку кажа дека ќе го тужи Заев заради тоа што демантира дека воопшто имало било каква донација, земање провизија, Ако- коруптивна сделка и така натаму. Ако држиш до тоа дека правилно ја пренесуваш цело сообштение, јас истото го слушнав од Министерството за внатрешни работи и од Управата за државна безбедност дека се работи за донација од не знам колку милиони евра до евро пишуваше таму нешто 475 Значи на ова е крај. вистината. Јас не лента. знам дали јас само пренесувам она што јас не работам во нити Како во не знаете, собирате- само да Господине докажам. Пандов, собирате- Има да докажам, има Не, да во ред, молам. но јас- Значи не ти го прекинувам Да, прашањето, мора така диалог. така да, во ред, ама Мора да биде почитуваме. диалог. Така е. Но јас дозволи ми да си ја го завршам одговорот. Значи јас само пренесувам она што сум слушнал како официјално соопштение од Министерството за внатрешни работи и од Управата за државна безбедност, дека се работи за донација, таа донација е ефектуирана, значи набавена е опремата за која што била наменета таа донација и поради сето тоа дека е оддадена државна тајна, господинот Заев од Сашо Мјалков ќе си добие кривична пријава. Што има во тоа спорно? Еве спорното го може- кажува Ама тоа е Величковски. толкување, ама тоа е толкување. Тоа не е факт. Има Тоа е дали негово- тоа е негово толкување, да чуеме дали е факт, господине Величковски, дека имаше документ за некаква донација. Јас таква донација во документ немам сретнат. Од каде вие Епа, го видете говорите? сега Од каде го како, тврдите вие ово? па како заменик председател на комисијата за следење на работата Добро. на Агенција за разузнавање Добро, ДБК, добро. тој пристап сум го имал врз основа на извештаите на таа служба. И сега тогаш доаѓаме до моментот што сокрила таа служба ако тоа го немало И во ќе дозволиш да јас официјален многу документ. повеќе Ќе дозволам верувам многу поише работи, ама кога зборувам не дозволувам да ме прекинуваат. На Министерството Така за што внатрешни работи во многу дадената повеќе верувам. ситуација- Тоа ти како заменик Нека член кажеш. што Така шести што во пат дадената кажуваш си бил во ситуација- некоја комисија, тоа Во дадената дека се ситуација, ти ја прикажа како од тебе поранешен вие член на Комисијата за политички систем, која меѓу другото, и председател на таа комисија. која меѓу другото била задолжена за следење, ако не се лажам, и на законските, но ако сакате и на аспектот на човековите права, примената и така натаму,
сигурно ќе се согласите дека со прекршување на човекови права на 20 на 1000 граѓани, и тоа како имаме случај. Каде, и затоа како го тврдиш ти тоа дека 20.000 граѓани прекршено е? По кој основа, онака по графчиња си гледаш по дома, како ти тоа? Вака да ве прашам. 100.000 граѓани. Може? А може ли да ве Онака да ги фрламе бројките? А може ли да ве прашам, за вас проблем ли е, господине Пандов, доколку 10 души се прислушуваат? Само ве молам, немојте, Да. нема да Дали за вас е јавноста проблем да доколку 10 души се прислушкувани? И еден да е прислушнуван? Одлично. Па сега, бидејќи премиерот не демантира, кажете ми што вие браните и за која вистина, полувистина или невистина собирате подписи за велепредавство на господинот Заев? Значи од почетокот ви го барам тој одговор, ама никако да дојде. Пак повторно ги го кажам. Значи, постојат луѓе кои што се притворени, господине Величковски. Постои еден од тие притворени кој што го има признаено делото. Знаете ли што има признаено, господине Величковски? Али гледам дека вие Знаете ли што има признаено? признаено? Ајде баш кажете. Еве ја ќе ви кажам што има признаено. Дека по налог на Зоран Верушевски биле внесувани одреден број на телефонски броеви од позиција. Имаше таму некои иницијали кои што асоцира и на тоа дека и луѓе од опозиција се. Мада сега не се баш нешто функционери во СДСМ, но биле во тоа време функционери. За пари добиени правеле прислушнување. За тоа говориме ние. Може Ние ли- не говориме тука за дека некој од државниот врв или од, ако сакате, од ВМРО земал и прислушнувал овој или оној, како што беше објавено. Најмалку што ни беше докажано е дека се 26.000, или сега еве вие ги намалувате на 20.000 луѓе, пошто тоа беше официјално од лидерот на опозицијата, од Зоран Заев, кажано. Тој рече 26. најмалку 26.000. Така, значи Да. може би и повеќе. Значи, јас го Од тоа прашам јас за слушнав 10 само души дали е 10 проблем. 10 до 15. Проблем и тие луѓе се притворени. Еден е затворен и едва чекаме судската постапка да почне, да слушнеме, за да немаме Господин вакви Пандов, дилеми, да. повеќе и вие да немате тие Не, па дилеми. тука сега сакав да за ви да го ги поставам немате никакви прашањето. дилеми понатака, еве да сега завршувам. Значи за да немате понатака никакви дилеми, кој за кого, за што, за колку прислушнувал. Одлично. Јас држам до фактите оние што ми се познати, значи до сега судскиот процес каде, кој, како се, вие зборувате нешто 20.000 луѓе. Онака, тогаш, се фрлате некои бројки. бидејќи сте запознати ама од со памет судски тоа го процеси, зборувате. бидејќи сте запознати со судски процеси, името на кој пратеник се спомнува во пресудата за аферата Шпион? Не знам. Ај сега проверете. Добро. А после тоа ќе видите дека многу е интересно како мнозинство во Бога ми не е толку чисто во некои работи. Еве ќе проверам па Е, ги сега, оставам, бидејќи- ќе не покани е, сега, повторно или бидејќи- кажете го вие името, не знам зашто. Оставам бидејќи вие тврдевте до сега дека сте доста добро информирани. Вториот дел, медиуми следам, Одлично. разговарам со луѓе информирани. Вториот дел на прашањето е, бидејќи имате ваква ситуација каква што имате, и бидејќи во даденава ситуација премиерот не ги демантира вистинитоста на информациите, Ама не ги ни потврдува. а не ги Ама не ги ни демантира. потврдува. Бидејќи Затоа што не ја ги чека демантира. судската постапка па да даде исказ. Така, бидејќи не ги демантира, ја чека судската постапка, еве, Така сака е. да идеме легалистички. Така А е. зошто А тогаш како да вие идеме другачи? собирате подписи за судска постапка која премиерот ја чека, ама вие нешто сакате Тоа е авансно друга вака судска да ја... постапка. Значи, господинот Заев, да те потсетам, Иван, има за прислушување, за уцена, за не знам што, за 200.000 евра. И меѓу другото, ние покренуваме иницијатива со подписиве и за велепредавство. Така. Значи, тоа е една Само, не, добро, господин Пандов. криво лево поврзани, Ајде. поготово исте човекот, но различни работи. Добро, господин Величковски, дозволете ми само неколку прашања. Што ќе се случи доколку Заев понуди доказ дека станува збор на прислушкување од страна на ВМРО-ДПМН, односно на челниците? Чекаме таков доказ. Не, јас ама- ве прашувам што ќе се случи, еве со вашето движење, на пример. Хипотетички е премногу прашањето, Се Ива. разбира, но вие велите после дека 2,5 сте месеци, аналитичар. После 2,5 месеци. Морате да правите некакви предикции. Вака, Да. после 2,5 месеци, ако господинот Заев имаше иоле било каков доказ, дека Груевски и Мијалков прислушнувале, он ќе го извадеше и ќе го приложеше. Напротив, од ден во ден,
он приложува докази, он приложува самиот докази. Не верувате дека воопшто поседува. Ива, да ги имаше тие докази, он ќе ги извадеш. Господине значи, Пандов. он цело време ни докажува ова ја што го зборува. Според кој член од кривичниот законник не знам кој член се. Не сум правник. Не сум правник, не. Собирате потписи. Така е, ама има во движењето и правници. Јас Не, зашто собирате потписи, ако не знаете? Па еве, колку време говориме околу тоа, околу велепредавство. Според член 316 од кривичниот законник е забрането да се даваат податоци и документи, но не и да се добијат. Вие велите дека Заев ги добил од странски служби? Или странските служби Не. ги... Вака, он ги има добиено, јас од она што го гледаме до сега. Ги има Каде го добиено. гледате? Има еден куп работи кои што излегува околу цела оваа афера Пуч. Не, од каде гледате дека од странски телевизија, служби ги до... Од телевизија. Не, чекај. Снимка дека Заев... Ива, дека ти Заев кажа, добил ти кажа дека добил од странски служби. Не, и сега вие го обвинувате дека така? Застани, Добро. јас тоа што ќе го кажам, јас тоа го тврдам. Добро. А не кажав дека он ги добил од странски служби. Него? Јас велам Добро. дека он ги добил материјалите од господинот Верушевски, а Добро. господинот Верушевски години наназад ги има собирано тие материјали за странски служби. А како дошле тие материјали ке Заев? Од Верушевски повторно ги кажам. Аха, Верушевски ги дава и на Заев и на Така е. странските служби. За Пред- кои да. странски служби станува збор? Еве господинот Величковски. Јас сакам вака да прашам. Не, ве молам само за кои странски служби Не станува збор. знам. Вие велите дека сте надгледувале УБК. Па вака сега, ако ние сме имале УБК која што дозволила овдека странски служби да си шетаат слободно низ парк и низ цела држава, она што значи обврска на Груевски, Јанкуловска и Мјалков да си поднесат оставка ако е прислушување по нивна нарачка, обратен редоследот како треба да иде редоследот на оставките ако прислушкувале странски служби. Значи, Треба ли само некој треба да- да си тргне треба ли прво некој да Мјалков, поднесе- Јанкуловска. Тоа е Иван, вие кој ќе Второ. како либерална партија добиете 500.000 гласови, ти кој ќе бидеш премиер, па ќе ги кажеш поставките Второ. и како кој. Значи, либерална партија како може добие и за оно морал ако гласови. говориме да од парламентарна партија Колку што- во парламентарна партија да ја направиш, поднесе ли оставка ти како морален човек? Имено Да поднесеш закон, дадената да ситуација. поднесеш закон и еден глас да добиеш во парламент. Така. Јас после тој као пратеник би си поднал оставка, поготово колку срамен бил законот за укинување на сонцето од Кутлеш. Тоа да не говориме. Значи, делот на јас во таква дефокусот- ситуација кога делот говорам за на морал, дефокусот. за етика, јас еве тврдам да сум пратеник и да добијам сам свој глас само од 123 членови и да ми дадат мене партија која што била секогаш фактор, дали со СДСМ или со ВМРО ДПМН као партија на центар, да учествува во работата и на влада и на парламент, да ја направам вон парламентарна партија, да немам луѓе да ставам на листи Господин и да Пандов, говорам за Господине Пандов, заврши морал и за прво етика. прашање. Малце невкусно. Се извинувам. А Господине околу Пандов. оставките, јас Значи, само јас еве знаете доаѓам што? околу оставките, Знаете околу што? оставките сега ќе кажам, Не. Ива, те молам. Да. Значи, тоа е личен чин, оставка. Дали некој ќе биде сменет Ива после се? Личен избор. За Така? оставка? Да, личен избор. Личен избор. Може и да не даде никогаш. Така е. Без разлика што и да се случува. Но Добро. има механизми Добро. на контрола, тоа е парламент и има партија која што Човекот кој ви вели дека- еве сега ќе дојдам до човекот тоа. кој ви вели Еве дека- сега велам, сега доаѓам до тоа. Доаѓам до Добро. тоа. Јас не можам да тврдам, но после се ова, јас сакале, не сакале, таму постојат некои одредени луѓе кои што се сега закачени со овие шрапнели. И предпоставувам, јас не можам да тврдам, тоа е повторно од една страна одлука на личен избор, од друга страна тоа е сепак одлука на Груевски, на ВМРО ДПМН. Само Тоа уште не е едно прашање, моје. ве Дали ќе молам, бидат дали некои ќе луѓе, дозволите дали да некои луѓе ќе бидат Да, дали некои луѓе ќе бидат Да. сменети или не, тоа Нека биде. како можам Јас јас да го тврдам, разбирам како можеш ти да пристапот. тврдиш, а па најмалку Иво. Не може да се разбира, доколку ВМРО владе не може. Јас го разбирам Ајде, пристапот на Величковски. господинот Пандов. Кога се нема аргументи, ружа моја бела, ал си плава ко зелена трава. Во ред. Кои се Поставивте моите основно прашање аргументи, што бе? ќе Ја цело прави време Еве, господинот молам, Пандов молам, и ГДОМ. Готово. Што ќе прави господинот Пандов и ГДОМ во моментот кога ќе се види дека информациите не се од странски служби? Одговорот е многу едноставен. Ќе си одат дома и ќе се покријат од срам, нема да искачаат пола година надвор. Третиот дел.
За тоа дали една партија е парламентарна или не, ќе видите. А четврто, Кога? да се вратиме на тоа, 2018. да се вратиме на тоа за како вие сакате сега парламент да зборувате. Вашиот обид да ги покриете со велепредавство, со вакви, со такви измишлјотини, сите фалсификати, вклучително и оние кои што повторно премиерот не ги демантира, не знам зошто, од тргнувајќи од избирачки списоци, завршувајќи со не знам како беа некои таму вреки во кои што не можеле патентите да им ги најдат и слично. Сето тоа значи дека, господине Пандов, овде кризата не е моментална, таа е многу длабока. Кога имате нелегитимна власт, можете да зборувате за легалноста колку сакате. Таа е завршена. Власта на ВМРО ДПМН, гласови се нелегитимни. особено што станува збор за, како беше, луѓе за уши, па нешто имаше некои таму убаво искочија некои афери околу тоа дека имало некои вишкови лични карти. Еве, тие навредени се последните Па избори на излегува, телевизија. па излегува, веројатно да, особено заради тоа што тоа се луѓе кои што сите сакаат да излезат на избори кои ќе бидат фер, демократски и реални. И кажете ми на крајот на криштата, зошто мислите дека вашата партија ВМРО ДПМН се повлече од пописот во Република Македонија? Од кој попис се повлека? Оној кој што го укина со закон на недела дена пред неговото спроведување. Затоа што не може да се спроведе. А зошто не може да се спроведе? Иван, сега Не, по пописот можеме тој да не може говориме. да се спроведе затоа што мислиш, ВМРО дали ДПМН не после ова, сака да дали после признае завршување на колку луѓе цела немојте ве, не- на судскиот Значи не се случате, ве молам. Ама Јас заврши внимателно го следам. Пандов. Уште збори, па вие се пофрлувате и обратно. Добро. Еднакво се офрлувате еден на друг. Готово. Може ли нешто да ве прашам? Само Не. темплиц те молам, Да, господи. да. Иван, еве како човек кој што толков години е во политика. Твоите колеги, мада не се колеги, они се пратеници, ти не, мислиш ли дека ќе се вратат во собрание од СДСМ? Затоа Во што собранието, затоа што во е собранието. нелегитимен е тој парламент, било фалсификувано, било се ова што го говориш ти. Господине Пандов, Според тоа, како јас очекувам дека овие пратеници сега на СДСМ цврсто ќе стојат на одлуката на господинот Заев и ќе ја почитуваат и после завршување на судската постапка. Или како почиња ќе се наредат и ќе си влезат во собрание. Веројатно Во што во вие моментот. говорите дека е нелегитимен ваков. Веројатно онаков, во било. моментот, Да. да ви одговорам и да ве ослободам од стравот. Веројатно Не во имам страв, моментот. јас не, зашто би имал страв, ја не сум пратеник. Па човек што има потреба волку да збори, мора да сокрие некој страв, затоа се слушајте. Од што здрав да имам јас? Тоа Иван? вие ќе си Јас сум се одговорите. Значи независен, во јас моментот немам- Добро. кога ќе се Ајде. конституира така наречена преодна, ние зборуваме за Се концентрациона уште влада. верувате во превод најтехничка Па влада. јас немам зашто да верувам, тоа ќе биде. Втора Кога? работа, ќе ви кажам. Еве, за да запише Ива. Во оној момент. Иван, те молам, за да запише Не ме Ива. молете, господине Пандов. За да запише здржете Ива, се. датум некој, јас Во да тој решам. момент, Не, технички, тие таа, Не, го речи. собранието ќе започне постапката по која ќе се завршат сите оние процедури кои што се неопходни, за да дојдеме до нормални избори. После кои ќе видите дека џабе ви биле подписите. Може ли сега јас Сега неколку го. прашања? Сега го. На двајцата ќе ви поставам. Сега. Да. Заради тоа што дали сте принципиелно против изборни фалсификати? Принципиелно, не говориме за Апсолутно, спроведување на фалсификати од страна на Апсолутно, да. ВМРО. Во. Да. Не, чекај сега, Да. не реков да, дека имало Рековте фалсификати, апсолутно. али апсолутно сум против. Принципиелно говориме. Ама и пред било какви фалсификати не е во ред. Против Ние сме партиски нормален народ, Против нормална партиски држава. Да. вработувања дали сте? Не сум против партиски вработувања. Јас кога би бил партиски активен, јас партиски би вработувал. Колку луѓе, на пример, од партијата? Па некој одреден круг на луѓе кои што помагаат, кои што се квалитетни, затоа што тоа ако е партиски Не, член, неколку говорите, не говориме за неколку. вака Ива. Ако е некој партиски член, Говориме за- апсолутно не мислам дека тој е нешто бележан човек. Да. Има многу квалитетни луѓе кои што се членови во било Освен- кој освен партија. ако не се квалификувани. Оваа партија Говориме која што за е на јавна власт, администрација, Така значи. е, има мал милион за- луѓе не за кои што приватни имаат фирми. членски книжки. Да. А сега дали имате членска Нема. книжка? Дали сте принципиелно на наместни? А се сега вработени, тоа не беше избор. Да, наместени апсења, затворање, изживување врз луѓе во затвори или еве со примерот Софија Цановски на пример што го видовме, но генерално принципиелно Не, дали Фијат сте? Цановски затворен. Не, изживувањето по телефон кој го видовме од страна на
Груевски на Јанакиевски, но е сега принципиелно прашањето и зашто е Дали сте против? Абе тоа сега што ме прашуваш ти мене, Ива, тоа е во цел свет. Така. Па мислам дека и со закон забрането ти да малтретираш, да тепаш луѓе по затвор или Миленко Неделковски кој е член на ГДОМ, така? Да. Исти се одговорите, предпоставувам, се извинувам и ваши па- дека сте принципиелно против Апсолутно. криминали, корупција, изборни фалсификати и така Не натаму. гледам причина воопшто Да. да контрираме тоа. Да. Добро. Миленко Неделковски кој се обрати на трибина, побарал час поскоро Заев да биде притворен, тоа е вашето барање, Така. и британскиот амбасадор Чарлс Гарет да биде прогласен за персона нон грата. Ако се докаже дека британската служба стоела и британскиот амбасадор позади овие прислушнувања, апсолутно сум јас да се протера тој А во амбасадор. моментот за кого станува? За која странска служба? Не можам да знам. Не можам, кој ќе се отвори. Собирате кој ќе потписи се и не отвори. знаете Ама ништо, не за господине Пандов. не, собираме потписи ние Не за знаете воопшто ништо за што Ива, станува се збор. знам. Се за тоа што треба да знам, знам. Да, добро. Ама ова ми е во ниво на шпекулација. Дали се согласувате, велите дека се согласувате Чарлс Гарет да биде Ако се амбасадорот докаже, па персона? предпоставам и вие се Да. согласувате. И во предпоставам се согласува ако човек странски амбасадор си дрзнал, замислете македонскиот амбасадор кој е сега во Лондон, да прислушнува британската влада. Вие знаете дека Па што ќе му се случи на Вие тој знаете Што ќе му се случи Ива на нашиот амбасадор да платил некој кој што се во нашата пета управа или како се вика таму за кај што се системите за прислушување и значи во Британија, во Лондон некој македонскиот амбасадор да ги платил тие луѓе, замислете на што ќе личи тоа. Господин Пандов, вие знаете дека политичкото и дипломатско искуство покажува дека, например, се поднесува некаква дипломатска нота. Па немаме ние ништо од сето тоа Но, сега. Ние како сега немаме? зборуваме, имаме ли дипломатска нота поднесена? Да. Европската комисија поднесе дипломатска нота до МНР, господине Пандов. Зашто? За прислушкување. Ама Не тоа знаете зашто? беше на ниво на шпекулациите на господинот Заев, Добро. дека дипломати биле прислушнувани И тие се раководат на шпекулациите на Заев, а не на вистината. Вие гледате ли телевизија? на Груевски. Вие ги слушате ли? Зошто не се раководат според вистината на Груевски? Вистински ми е чудно вака. Дали следите вие, па ги слушате ли изјавите на секој еден? Час поскоро до американецот кој што дојде сега. Час поскоро да се заврши судската поставка, вели? И институционално да се реши работата. Не знам во што има дилема. Господине Пандов, може едно прашање? Секако Вие сте искусен две. човек, и сега баш по оваа основа, јас не би ги гледал дипломатските ноти кон Македонија. Но бидејќи имаме затворен процес за еден од сведоците кој признал дело. Значи, дознаена е странската служба, така? Да. Сега кажете ми на кого упати протест на нота Македонија и каков израз на протест согласно меѓународното право направи? Никаков. Заврши приказката, нема странска Ма служба. се самиот си одговараш. Јас Добро, бидејќи па, јас го Ти поставувам. поставаш мене прашањето, сам си даваш Јас ви давам риторички вове. Значи- Ајде сега Значи објасни. јас еве ќе ви објаснам. Да. Значи претпоставувам дека се чека судската поставка да се истера. И после тоа ќе има, претпоставувам, и протестна нота и не знам што. Значи Значи- како видат веќе тие, јас не сум Значи, според се вас, занимавал со всушност- дипломатија, но претпоставувам дека сите постапки кои што си се како суверена држава што треба да ги преземеме ќе се преземат. Имате правосилна пресуда во моментот против еден или двајца сторители, така? Против еден има правосилно, Аха. а вториот колку што знам го има признаено делото и пошто не е во првиот дел, сега мислам дека Значи ќе- имаме сознание веќе која е странската служба. Што значи тоа имаме? Државата има Јас немам. сознание. Државата има сознание. Предпоставувам дека тие таму во судот имаат. Државата има сознание. Државата не само тие во судот. Значи господине Ива, јас не знам сега. Пандов. Господине Ива, не Пандов, знам. дали не Значи има? не можам да одговорам дали се знае. Ако има присуда, Тоа потребна шест- дипломатска тоа е- нота. Само да кажам, тоа е најнискиот, значи тој бил последниот кој што ги има внесувано броевите. Предпоставувам
дека тој не соработувал. Тој немал директен контакт. Он имал со 5 осумничениот, а нели и можеби во дадени моменти со Верушевски. Има логика во ова. Па не гледам логика, ќе ви кажам од која причина. Нема логика за тебе во ништо, но ова се факти. Ќе ви кажам од која причина. Значи, ако до тука сме дошле, имаме признание, имаме правосилна судска пресуда и нема никакво реално сознание за тоа за каква странска служба станува збор, врз основа на што е обвинението кон Заев, да речеме, за соработка со странска служба, што и самиот премиер впрочем го најави. Еве јас, може ли да ти одговорам? Може. Самиот призна човекот. Писмо дека постои. Своерачно напишено, Иван. Значи не е на компјутер па го извадил некој вака, па сега Ива твое, не е твое. Не, ова што го има лично пишувано Ива. Ива го потврдува. Го имаш ли видено текстот на писмото? Јас вака да ве прашам. Не, дали го имаш погледнато? Дали го имаш погледнато? Па сега дозволи ми да се доискажам. Не го завршив. Значи во кој што завршивте прашањето. Во кој што се спомнува дека ќе се добие заштита, разговарање со премиер, со советници за безбедност, дека ќе се добие заштита од таа и таа држава. Тоа таму беше шкртнато. Добро. Значи, постои некој сознание. Што значи заштита? Не знам зашто е тоа заштитено, но таа земја и тој премиер не е објавено. Но тоа во постапката ги гледаат тие луѓе. Не знам зашто тоа така се прави, Ива. Не ме прашувај. Значи, ништо не знаете, господине Пандов. Како ништо толку одговори добивате, ништо не знаеме. Вие што знаете? Апсолутно ништо. Како Иван цело време збунен, не се обрекаш така нека него мене ми веде ништо не знам. За се крајно конкретни и со факти, а за она кој што го немам како факт. Како можам да говорам нешто? Собирате господине Пандов. Тоа се предпоставки како Иван 20-30 луѓе се прислушнувани. Значи бидејќи признавате, правени се во Будимпешта. Бидејќи самиот кажувате дека предпоставувате и не знаете многу работи. Јас не, го разбирам. ова е факт, ова е писмо, ова е комуникација која што е објавена, не е предпоставка. Таа е дел од судската постапка. Твоите се предпоставки на судската постапка од човек кој што 3 пати во тек на ден ги менува, а тоа е Зоран Заев. Тоа е нешто од судска постапка. Моите кажувања се напишани, излезени. Дали е тоа дел од судската постапка? Кој е? Писмото. Да, сега го сигурно. Значи, државата има сознание за која странска служба, според вас. Предпоставувам да. Предпоставувате да. Да. И како тогаш бе никаква протестна нота, никаква акција да не преземе? Или тогаш веќе да предпоставуваме дека доказот за кој што зборувате воопшто нема врска, господине Пандов. Јас ве разбирам. Вие морате да одите сега да правите нешто што не ви е на ниво. Вашето ниво е многу повисоко, барем било. Како мислиш нема доказ? И од тука сега да ве прашам. Зашто нема доказ? Ако нема доказ за тоа која странска служба, значи нема дело, така? А ако нема дело, зашто вие собирате подписи? Имам вака, значи на неколку пати беше потенцирано дека цела од премиерот. Дека цела судска постапка крајно транспарентно ќе се одвива и дека за таквите како тебе да нема дилеми, нити било кој друг граѓанин на Република Македонија, кој, што, зашто, за колку, за кого прислушнувал. Добро, ајде околу... Ке имаме можност, предпоставувам дека и најголем дел од нив во директна телевизиски пренос, да ги гледаме тие судски постапки и да ги слушнеме доказите кои што ти велиш дека ги нема. За оваа судска присуда немаше директен телевизиски пренос или ви јас не ја видов? Јас не ја видов. Само едно прашање. Може извинете едно прашање? Да. Тоа значи дека содржината на снимките е веродостојна, така? Тоа не значи ништо. Тоа зборуваме ние за она што значи, мене... Значи најавата на премиерот фактички не значи ништо. Иван, види, вака сега. Те гледам се збунуваш од преска, ми ги вртиш. Тебе те интересира нешто, рекла казала. Може би си таков човек, таква партија сте, мене ме интересира факти. Кој ја загрозил? Јас сум граѓанин на оваа држава. Значи јас немам политика. Јас не сум лидер на партија. Мене ме интересира мојата безбедност, безбедноста на моите сограѓани, на мојата држава која ја загрозил. Кој се дрзнал да го прави тоа? И јас за сето тоа правам, се обраќам према луѓе, говорам по медиуми, гостувам вака на дебати, завршувам. Ве молам, значи нека биде диалог. Велите дека сте загрижен, дека нашата земја била засегната, нападната, незината безбедност. Јас сум учесник во 2001 година, Ива, и не погрешливо ме потсеќа цело. Да ве прашам, има ли институции кои вашата
вашата загриженост би ја згрижиле некаде, би ви одговориле. Не се грижете, господине Пандов. Ние сме МВР, ние Добро. сме УБК. Добро. Па и Има ли вие работат институции? повлапсени се луѓе. А велите дека е загрозена безбедноста. Некоја загроза. Работел, да, но што работеле тие институции кои не смееле да дозволат да биде загрозена? Ива, Меркел беше прислушнувана, само да те подсетам. Од кого? Меркел. Од опозицијата? Од кого и да е прислушнувана. Од опозицијата Знаеш ли ли, за каква господине служба Пандов? безбедносна се работи германската? Можеш ли Зошто само да се правите- да се обидеш да зошто се правите за да аналогија, дойде- Не односно правам ги аналогија. кои Дали сте може ведувате? некој да се да Ајде го околу, направи тоа? да. Е па сега Во ред. да одговора. Ред, ве разбра, правите аналогија, добро. Постојат Ајде од околу. најсериозните безбедносни служби во светот им се случуваат вакви работи. Така да говориме дека нешто се направило. Ја не знам некој дека президент. не знам дека Обама е дел од опозицијата и ја прислушкувал Меркел. Американската порака ме интересира вас на Хој Тие, заменик државен секретар за југоисточна Европа. Тој вели, бара истрага еднакво како што таа се однесува на Заев и на власта. И вели дека одговорноста треба да ја преземе бара одговорност од власта. Значи, Дали ќе повикате? Ја слушнавте ли вие изјавата на господин Тли? Да, добро. Ја слушнавте? Да. Да? Да. Значи, тамо најдиректно човекот посочи Добро. дека треба прво да се разреши судската постапка. Да. Она што пети пат ќе го повторам. Кој, за кого, за што прислушнувал. И тие луѓе треба низ таа судска постапка да си бидат како што се веќе обвинети треба да бидат осудени. Има втора работа што човекот бара, а тоа е институционално после тоа. Да се види дел од тие разговори, ако се точни, ако била некоја кафана претено дека ќе биде запалена, дали е запалена? Да, ако е претено дека ќе Ако биде е некој во Ендек, да, дали е во убиен? Ендек. Да, дали се тие луѓе нашле во Ендек? Ајде, добро. Значи тоа е Ништо според од тоа мене- не е сторено. Според мене тоа е нешто кое што треба да се направи. Да. А ние не можеме да говориме сега пред, значи ние вие бараме нешто, добро, да не бараме нешто и конечно на крајот Да. дека треба да постои политички договор помеѓу позицијата и опозицијата. Да. И околу тие работи јас едната страна не гледам дека има проблем. Да. Истото го Ајде, говори добро. као што и американскиот односно представник и као секој еден друг дипломат што од Брисел. Освен Чарлз Гарет. Чарлз Гарет има нешто Како мува некоја на лоциравме? капа. Мува на капа има па. Како затоа што бара Ива да нема судска постапка, да не видиме ние кој ова сето го направил во Македонија, него да има политички договор, а предпоставувам дека би му одговарало и амнестија општа да има, кое што еве сега во последно време. Не се согласувате? Апсолутно никако. Никако. Ајде, добро, околу пораката на американскиот. Па таа е суштинската порака која што сака господинот Пандов нормално да ја избегне. Заради тоа што господинот ја кажува многу јасно. Еднакво како што се однесува на процесот против господинот Заев, еднакво да се спроведе истрагата и процесот за злоупотребите во рамките на власта и институциите. И тој збор еднакво, господине Пандов, за вас очигледно е голем проблем. Зошто? Затоа што вие, ако сметате дека тоа што под закана се правени работи кои влијаеле на исход на изборен процес, а тоа што не биле сторени е нешто добро, тоа е само еден дел од проблемот. Добро е што некој не завршил можеби во Ендек, ама можеби и завршил. Второ, за сите тие работи да дојдете, за сите резултати да дојдете до такви какви што некој ги посакувал и ги добил, значи биле користени институционални и вонинституционални ресурси засновани на сето она што е спротивно на потребниот политички процес, односно правени се, да кажеме конкретно, криминални избори. Тука е проблемот. И тоа е делот во кој што изедначувањето на едното и другото е од пресудно значење некако конфликт меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Ти си Туку е прашање, да судиш. туку е прашање, вие си дозволувате да ме прекинувате, така да постате. Но добро, нека биде дијалог господин Величковски. Ако во сред реченица го прекинувате човекот, така. Кажа поентата да ти ја слушна. Не е таа поентата само. Има уште една поента. Ајде, Обидот, ова да го представите како судир меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, е она што му одговара и на премиерот и на ВМРО ДПМН.
Проблемот што ова е многу подлабока состојба и ова е многу подолга состојба. И сега се потребни мерките за кои што никако не сакате да зборувате, нормално ве разбирам, како да се стабилизира и да се врати кредибилитетот на институциите, за после да можеме да добиваме институции врз основа на реално одразена изборна волја на граѓаните. Иван, најголем дел од граѓаните, апсолутно веруваат во институциите на системот. Може би постојат луѓе Врз основа на кои докази ова го тврдите? кои што не веруваат во институциите на системот. Постои криза, ама постои криза во опозицијата, а пред се во СДСМ како таква. Ако е така, зошто преговараат во Брисел, се извинувам. Да, се извинувам. Јас бев се извинувам. Да. Значи, постои криза во СДСМ. И јас длабоко верувам и вистински се радувам дека после се во ова, таа партија повторно ќе стане партија, како што била сега. Вас ви говорам околу партија некоја друга. Тоа ќе се договори во Брисел или Не, самата партија ќе се договори. А што се грижите вие за СДСМ? Па се грижам затоа што слаба партија СДСМ или во обратна еве ситуација која би говореле, да е СДСМ на власта, слаб да е ВМРО, слаб ќе биде и СДСМ. Зошто странските фактори дипломати велат дека се многу загрижани за состојбата во Македонија? Имате одговор на тоа? Кој тоа го вели? Не сте слушнале од... Не. Не сум слушнал. Да. И сега да си ја дозавршам мислата, затоа што говореше Ивон, јас почнав, а сега на тебе како водител па ти имам респект. Да се дозавршам. Еве за да го одговорам на човекот. Значи, постои криза во опозицијата, постои криза во СДСМ. Јас слабо го верувам, пак ќе речем, дека после се во ова, од кога ќе биде затворен Зоран Заев, таму ќе си дојде некое ново раководство, препознатливо раководство, таа е партија која што има isproducirano се за СДСМ ќе говорите? Да, а во извинете господине Пандов. Морам како треба да изгледа СДСМ? Не, јас се разбирам. Он е генераторот на проблемот. Господине Пандов, разбирам дека сакате. Значи јас не можам да не говорам, не можам он говори дека е ВМРО. Јас не барам од вас да говорите како треба да изгледа ВМРО да па не. Не ви говорам јас како треба. И за СДСМ ве молам. Но оваа партија СДСМ е генераторот на оваа политика. Добро кажете поентата, потребна е реформа. Едно конкретно прашање. Во Брисел двете делегации од Македонија преговараат како да ја решат кризата во СДСМ. Тоа што прават во Брисел. Тие во Брисел седат и се обидуваат да решат криза во Република Македонија. Политичка криза која што е создадена по последните избори. А на тој дел криза за изборите ли говорат таму луѓето? Јас како што гледам, овдека дојдоа доста голем број и дипломати, а и таму мислам дека не разговараат за реформи на статутот на СДСМ, туку разговараат, господине Пандов, зашто? За политичка криза, за нефункционалност на една од основните институции, која е заснована на собранието, која е засновано... Нема капацитет луѓе во заднето. Да, гледаме, 10.000 подписа, тоа го кажуваат. Која е заснована на еден куп состојби преземени противзаконски чекори, што ги слушаме од објавените разговори, така наречени бомби, за кои завчера, јасно ни е кажано, а мислам дека тоа премиерот исто така го има во вид, дека треба да се влезе и да се слушне нивната содржина. Бидејќи, ако вие имате нелегални, односно нелегитимни избори што не одразуваат волјата на гласачите, вие немате легитимна власт. И тоа е тоа што ќе ве тера уште пола саат да зборувате, ама да не одговорите за што преговараат во Брисел. Да зборуваш и предпоставувам. Добро, јас ви благодарам. 5 луѓе во твоето раководство веруваат во тоа. И јас ќе ти повторам, заедно со ДУИ, кој што исто е фактор во дел од владата, 700-800 илјади гласови доби оваа влада. И тоа е легитимитетот на таа влада. Да, добро. И јас повторно ќе ти кажам, после завршување на овој судски пост, може Ива да запише слободно дека како попчиња ќе се вратат пратениците во собрание и таму ќе биде тој разговор продолжен. Нити во Брисел, нити во Вашингтон. Затоа што нема таква тежина ова, нема потреба. Може за прв пат да се согласиме за нешто. Во оној момент кога ќе се тргнат од заложништвото на заедно. Зошто мислите дека е невозможно да се влезе во парламент и да се
говори. Па затоа што сега не им дозволува Ама заедно господине влезат. Пандов, чекајте. Па не им дозволува човек. Јас да кажам- ги Тражниот фактор ќе ги седнат двете страни. Нема да има потреба, Ива. Тоа се нормални луѓе сепак. Тоа се И кога ќе дојдат до македонци, договор, не дали се- ќе тоа ќе биде Молам? тоалет хартија, ако дојде до некаков договор. Ива, значи да бидеме јасни, тие луѓе едва чекаат, замисли, избрани се за пратеници, некој ги држи сега надвор од парламентот. Добро. Никој човек не ги знае, ги знаат фамилиите дома од кога дека се само избрани како Добро. пратеници. Во оној момент кога Заев нема да им стои над глава, тие луѓе веднаш ќе се вратат. Во Брисел Дали- сега дали- се работи на што? На тргање на Заев од лидерската сцена? Па од разговараат, лидерската позиција? предпоставувам, ако и се разговараат, затоа што не знам, не слушнав дека нешто директно седнале, но и ако разговараат е околу некои технички модалитети за спроведување на изборите. Добро. Ништо Ајде, повеќе. ајде. Значи една Ајде, точка на што? согласност. Дека да, на крај епилогот ќе биде во собрание. Само она што се разликуваме и Нелегитимен што ли вас беше сега, ако е и што нелегитимен, како ќе се вас ве прават? плаши е дека тоа Нема собрание плаши ништо, Иван, не може ќе да кажеш изгради дека ми плаши натаму нешто мене. концентрациона преодна каква сакате Нема да има таква влада. влада, исто запишите Дури- во Иво. Дури и А, со Господин Пандов се снима, ништо не е потребно да се запишува така, рачно. во ред. Добро. Која Па што пак ќе ќе- седнеме, Да. после тројцата. која ќе влеземе во период на стабилизација и во која ќе бидат потребни, да, се согласува многу структури, личности и капацитети. И колку и да изгледа тоа чудно. Еве, една од можностите на кризата е што ќе произведе нова состојба во која некои реторики ќе станат дел од А ти историјата. како лидер на либерална партија, како што се гледаш во таа природна техничка експертска или каква е дека ја викаш влада? Јас лично Пошто да ви кажам право, предпоставувам Ајде, ова е господине Пандов. крагот. Така е. Вие како што се гледате? Како што се гледате, господин Драго ми е Виждам. што вие препознавате некоја можност, но искрено речено, воопшто не гледам кој, туку секогаш ме интересирало што треба да се сработи. Наврви, Добро. Во таквата ситуација, кога ќе се види што се ќе треба да сработи таа влада, дури и со луѓе од ВМРО да помане, знаете за што се случува. Најекспресивно Груевски кажа дека може да има таква влада, нема да учествувам во таа Ама влада. господине Пандов, Нити вие нешто води Груевски кон уште таа. неколку Нека луѓе молам, веруваат. сме на крај. Ви благодарам, да. Верувате дека Воде до ВМРО мраз, и Груевски верувате вие, е не. еднаквост. Се. Не постои таква еднаквост. Добро. Ви благодарам еве. што бевте гости, Александр Благодарам Павлов на поканата. и Иван Величковски.